Болката е огромна о нашите убиени деца. Знајте дека нема што да изгубим. Ние ги изгубевме нашите деца, нашите најмили. Единствено што сакаме е правдата да има имиња и презимења. Или се уште мислите после ова дека немате доволно докази? Дали тоа значи дека треба ние, родителите, да ви помогнеме или сами да си ја преземеме правдата во своји раце? Сакам да ги прашам обвинителите, колку вреди да млад човечки живот во оваа скапана држава? Дали толку се безвредни нашите деца, за да така се однесувате со притворените лица? Народски кажано, притвори пушти. Дали си ја плаќаат слободата? Што ако беа тоа ваши деца? Правда мора да има за овие честни добри деца. Секој од овие деца и во слободното време беа посебни деца. Ова е Томас Златков, некогашен играч во ГФК Осогово. Својот спортски дух го насочи кон навивачката група на Осогово Семини и беше еден од нивните најлојални и најверни членови. Го сакаше Осогово, ја сакаше навивачката група Сењени, ги сакаше луѓето од овој град. Луѓето го препознаваа по неговата ведрина, по неговата чиста и искрена душа, по неговата смисла за хумор, неговата борбена душа и срце оставаше на трибините. Срце огромно за многу луѓе. Срце кое престана да чука на тој ковен 16 март, затоа што го убија. Не знаеше Томи. Не знаевме ние родителите дека треба да го заштитиме. Не знаевме колку лоши злобни луѓе има во овој град Кочани, колку се корумпирани и ги убија нашите деца. За овој масакар мора да одговараат сите соучесници на монструмот. Дали биле прв ред, втор ред, секој до еден, затоа што ги убија овие млади, честни, невини деца. Дали после ова некој ќе го сака овој град Кочани? Овој најбезбеден град кој 16 март, кове 16 март, е град на убици.